Најпрво им благодарам на присуствието на медиумите. Пред се сакам да ја поздравам почитуваната директорка на Средното училиште Киро Бурнас во Куманово, да ги поздравам колегите министри, пратениците во собранието, сите наставници и пред се сите ученици кои што учат во овој прекрасен училишен објект. Денесната посета на Средното училиште Киро Бурнас во Куманово ме враќа во моите средношколски денови кога и јас почнував, исто во Куманово, меѓутоа во гимназијата Гоце Делчев. И денес беше лесно да се избере каде ќе бидеме на првиот школски ден, а тоа е токму овде, бидејќи тука се наоѓа и најновиот училишен објект во државата, кој што е изграден по сите најсовремени стандарди, и дополнително што и интернатот, кој што не беше реновиран цели 2 децении, денес е комплетно реновиран со нови соби и со сите пропратни содржини, како што и доликува на еден училишен центар. Никој од нас не може ни да заборави на времето кога започнува со средношколските денови. Тоа е практично времето кога стануваме возрастни, или бар мислиме дека стануваме возрастни, кога имаме многу идеи, кога имаме многу енергија, кога имаме многу ентузијазам, меѓутоа и кога го бираме нашиот иден повик со што ќе се занимаваме во животот. Тука ги сретнуваме и ги стекнуваме нашите пријателства кои што траат до крајот на животот, бидејќи секогаш се вели дека најдобрите другари се другарите со кои сте ги поминале на школските денови. И затоа сакам во тој дух да им честитам успешна школска година на сите ученици, на сите наставници, а на оние кои што за прв пат седнуваат во училишните, во средношколските клупи, да им посакам многу успех и избор на образование кое што ќе им овозможи што побрзо да се вклучат во работните процеси во државата. Владата вложува навистина многу напори во поглед на унапредување на образованието. Ние во секој случај не сме држава како што се западноевропските држави, државите во Соединетите американски држави кои наследиле при својата независност систем во кој што се било перфектно. Ние знаете дека пред 32 години обезбедивме независност на државата и од тогаш Министерството за образование, сите институции работат на унапредување на образовниот процес, меѓутоа и на образовните објекти во кои што се одвива наставата. И најдобар пример за тоа како треба да изгледа еден образовен објект е токму ово училиште. Ако треба да направам споредба, тогаш Средното училиште Киро Глигоров во Скопје и Средното училиште во Куманово Киро Бурнас, основното Киро Глигоров во Скопје, практично се двете најнови училишта кои што се изградени во мандатот на оваа влада, за разлика од другите кои што во минатото не инвестираа во образовните објекти. И една таква стратегија, вклучително и во воведувањето на дуалното образование, значи многу за учениците кои што се подготвуваат не само со знаење, туку и со голем број на вештини, да бидат подготвени за работните обврски и што побрзо да се вклучат во економскиот живот на државата. Драго ми е што денес токму во вакво средно стручно училиште во Куманово со паралелки за дуално образование сме присутни и што интересот на учениците е навистина голем. Од она што ми го кажа директорката на училиштето и другите наставници, најголемиот број на учениците се запишуваат токму во дуалното образование. Овде има повеќе смерови на дуално образование, од прехранбена струка, од сточарство и ветеринарство. Веќе се работи на воведување на машинска струка за обука на учениците и на други струки, кои што заедно со компаниите кои што потпишале договори со училиштето и со Министерството за образование имаат можност не само да учат теоретска настава, туку да учат и многу практична настава и истовремено да на тој начин од првиот ден на своето образование се вклучат и во работните процеси да станат многу поконкурентни за пазарот на труд во однос на своите врсници. Дополнително на овај, како што споменав, новиот интернат, кој што е комплетно изграден, и навистина задоволство е да се видат такви услови во кои што можат да престојуваат учениците, каде што за сите ученици е обезбедено се што е потребно. Покрај образовните објекти, овде има и прекрасна спортска сала, меѓутоа и се она што е потребно од аспект на лаборатории, работилници, за сите смерови кои што посетуваат дуално образование и обука во училиштето. Инвестирани се 3 милиони евра, кои што финансиски средства се искористени за комплетно реновирање на објектите, меѓутоа и за набавка на комплетно нови помагала,
лаборатории, работилници, училници, опрема за училниците. Најголемиот дел од тие финансиски средства се од Европската Унија, преку ИПА фондовите, дел се исто така и сопствено финансирање на Министерството за образование. Секако дека не може да направите ваков објект без директор, кој што е и амбициозен, и енергичен, и посветен, и вреден, а имаме баш таква директорка тука. Секако и колегите неизини во училиштето, колегите во Министерството за образование, и навистина, освен пофални зборови, немам што друго да кажам, а и самите медиуми, а со тоа и граѓаните можат да се уверат за каков објект се работи, за каков прекрасен наставен кадар и за какви прекрасни деца се работи во ова училиште. Ми останува на крај само да им честитам на сите, да им посакам успешна школска година и да им посакам на наставниците да извршуваат работа на многу повисоко ниво во ваков прекрасен објект и на учениците секако да учат, да уживаат и да се дружат во средното училиште Киро Бурнас во Куманово, а исто така и на сите други ученици кои што ја почнуваат школската година денес, од прво оделение до сите оделенија во средните училишта, да им посакам многу успех. Ви благодарам.